Почитуван македонски народе, почитувани амбасадори, ќе се задржам дополнително на причините зошто ја поддржува СДСМ оваа преговарачка рамка. Затоа што не допира вистината до Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Се однесувате како да нема ништо македонско во вас. Многу е јасно, со оваа преговарачка рамка Македонија никогаш нема да стане член на Европската унија. Имаме две опции кои се катастрофални за Република Македонија. Првата опција е сами да дозволиме асимилација на Македонија, на македонскиот народ, поништување на македонската историја. Нешто што не е возможно во 21. век. Втората опција, никогаш нема да станеме членка на Европската унија затоа што Бугарија ќе има основано право да става вето на секој чекор во напредокот на Република Македонија и со отварање и со затварање на поглавја, камоли за полноправно членство. Сега околу причините. Зошто се носи тогаш целото ова? На кој му одговара? Неколку се причините. Под еден, за гола власт. Под два, за никогаш во Република Македонија да не се реши проблемот со криминалот. Под број 3, за никогаш во Македонија реално да не се случи трансформација и реорганизација и вистинско судство, кое ќе одговори на потребите на општеството. Сума сумарум, со овај потек, со оваа преговарачка позиција на Република Македонија, со ова што го правите денес, Македонија никогаш нема да биде правна држава во која ќе функционира демократијата. На кој му одговара ова? Нормално, одговорот е многу јасен. На овој политички естаблишмент кој е начело на државата. Овој политички естаблишмент, во наводници, не сака да се трансформира македонското општество, не сака да се европеизира, не сака да има напредок, не сака да биде дел од Европската унија, затоа што се удобни во своите криминали, во својата надменост, во управувањето со судството, во негирањето на народот и се што е македонско. Тоа се причините, реални причини, зошто се најдовме во оваа ситуација. На крај ќе кажам само едно. Народот ќе суди, а народот кога суди се знае како се завршува. Благодарам.